Господине Бошков, вчера премиерот Зоран Заев најави една од мерките за, како што рече, да се одврзи спиралата на плати за раст на платите на македонските работници. Се работи за директна финансиска поддршка од 30% во растот на бруто платите на работниците во трудоинтензивните дејности. Верувате ли дека најавената мерка реално ќе ги покачи платите во овие дејности? Па веруваме дека ќе ги покачи платите, меѓутоа веруваме дека и ќе ги потикне оние што ги земаат тие плати навистина да се вклучат малце поактивно во потрошувачката економија. Тоа е најважно за економски раст, потикнување на потрошувачката економија, а од друга страна оно што не го слушнаа новинарите, а го слушнавме ние на економско-социјалниот совет, дека оно што е многу поважно за нас, дека тоа ќе биде потик за уште поголем економски раст и уште подобро зголемување на довербата помеѓу работодавачите и начинот и мерките кои ги на некој начин ги потикнува владата. Така да сега ни останува само времето да покаже и нормално да ние како дел од бизнис заедницата да ги потикнеме нашите членови да аплицираат за оваа мерка, како би можеле исто така да покажат и грижа кон своите вработени. Премиерот кажа дека опфатот е околу 15.000 компании и 50.000 работници. Максималната поддршка е околу 1.200 денари. Верувате ли дека бизнисмените ќе си брцнат во сопствениот джеб за да ги покачат платите на работниците? Па, ако поточно се анализира или кога би правиле една паралелно објаснување со владата, дека во овој случај во джебот, така кажано, ќе се брцне владата за да ги потикне работодавачите. Ние вчера и разговаравме во однос на тоа дека оваков начин на помош, на поддршка, на државна помош на компаниите од страна на владата ќе треба да биде само еден мост кон економскиот раст. Односно, знаеме дека колку поблиску доаѓаме до вратите на Европската Унија, толку помалку ќе ни се затварат можностите за државна помош. Што значи дека овој мост, овој тампон период на потикнување на македонската економија ќе треба максимално да се искористи и ќе треба максимално да биде поддржан од целата бизнис заедница како би можел да се искористи. Кога кажавте бројки, односно 1.200 денари максимум износ по вработен или 15.000 работни места, односно 50.000 работни места вработени, е бројка која навистина не може сега да си дозволи повисок животен стандард, а исто така и бидејќи се случува дури во некои трудоинтензивни дејности, може да се каже дека на овој начин е потикнување и на трудоинтензивните дејности и на вработените, меѓутоа и на потрошувачката економија. Меѓутоа сепак делот кој бизнисмените ќе треба да го одвојат ќе биде многу поголем од тоа, да речеме минимална плата 12.000 за раст на плати над 18.000. Што значи бизнисмените би требало минимум по 100 евра да дополнително да достават нова. Дали верувате дека тие ќе бидат спремни тоа да го направат? Некои од бизнисмените ќе бидат спремни, а ние само ќе треба да преговараме на кој начин да се спроведува тоа и да видиме дали навистина ќе сакаат да го регулираат односот на работодавачот кон вработените. Кај нас се уште постои, мора да бидеме искрени, кај нас се уште постои исплатата на плата во плико. Ова е дел мерка која има и своја логика, а тоа е што повеќе формализирање на економијата и намалување на сивата економија, односно дури и намалување на некој начин и корупцијата во трудовата легислатива. Дел пријавени лични примања според регуларен пат и дел на црно во плико, кои може да кажеме дека водиме во регионот. Станува збор исто така и за одговорност на работодавачите. Каде е тука одговорноста на работодавачите? Да прашам зашто секогаш чекаат ветер во грб, односно помош од владата, буџетски средства за да го вреднуваат трудот на своите вработени? Тоа е едно комплексна состојба, бидејќи прашањето е многу директно, меѓутоа комплексна е состојбата, бидејќи ние на некој начин работодавачите се секогаш навикнати или да се жалат или да бидат поддржани, а кога не се ни поддржани, а слабо се жалат, тогаш наоѓаат неверојатни решенија за свое преживување и за свој начин на функционирање. Одговорноста, односно ќе ја наречам општествената одговорност
на предпријатијата мора да биде јасна, транспарентна и да биде одлучен чекор на предпријатијата, на работодавачите, а за тоа ќе ни треба создавање на сериозна бизнис клима. Сериозноста во бизнис климата или па довербата работодавачите кон работниците, пријавувањето на исплатените плати е поврзана со сериозноста на политичарите, на отчетноста, транспарентноста и јавното трошење на парите кои се на некој начин создадени од целокупниот економски раст, од целокупната економија, меѓутоа ние работодавачите милуваме да кажеме дека тоа е наше дело, односно од граѓанските и обврските на работодавачите во однос на сите даноци кои постојат. И сега тука доаѓа прашањето, јајцето кокошката, довербата кој прв ќе почне да ја гради и кој прв ќе почне да ја чувствува. Меѓутоа тука станува збор и чувство на одговорност, чувство на припадност, чувство на подобрена бизнис клима, чувство на континуитет во таа подобрена бизнис клима и така натаму. Станува збор, да речеме, и за некаков менталитет на македонските работодавци на некој начин. Зошто и по толку години не го сменивме тој менталитет? Сметат ли дека ќе заштедат или они ќе се збогатат на сметка на тоа што нема да ги исплатат доволно своите вработници? Тоа во млада, така ќе наречем, млада пазарна економија, кога се создаваат вредности на брзина наместо традиционално и во еден долг рок и генерацијски, тогаш се размислува колку побрзо да се зголеми приходот, да се зголеми добивката, да се зголеми големината и нормално оно што го кажавте, менталитетот балкански, многу повеќе сакаме да одмараме отколку да работиме, на полесен начин да ги добиваме вредностите и на полесен начин или на многу квалитетно промотивен начин да се презентираме колку добро ги трошиме вредностите. И мораме да работиме на менаџерската едукација, мора да работиме на трудовата едукација, на вредностите создадени од додадена вредност, труд, знаење, искористување на економски потенцијали, искористување на иновативни потенцијали, и тоа ќе се гради и се гради, и има многу добри исклучоци кои навистина го одат тој пат до кој сега зборевме. Меѓутоа, глобално македонскиот менаџер, македонскиот работодавач мора се уште да создава свои посебни острова, така да ќе ги наречам, од своето економско работење за да бидат дел од еден поголем континент, ќе го наречеме, географски се изразувам, во однос на економијата. Ако минималната плата е 12.000 просечна во стопанство на кај 17-18.000 просечна во држава 23.000 денари месечно, сметате ли дека 12.000 денари се доволно вреднување на трудот 22 работни дена на еден работник? Тоа да претпоставиме некоја си европска дневница која би ја земал во некоја западноевропска земја. Секако дека одговорноста лежи кај работодавачите, затоа што навиката да се исплатува 12.000 денари според некој замислен стандард, меѓутоа и според условите кои ги нуди законското решение минимална плата, ни дава состојби за кои не сме многу среќни, бидејќи и самите знаеме дека се иселуваат, навистина се иселува квалитетна работна сила, образован кадар, затоа што навистина оно што го кажавте дека 12.000 денари или 15.000 денари не се доволни за пристоен живот, иако Македонија е потписничка на програмата за пристојна работа, исто така и ние како социјални партнери, и дека мораме да работиме на одговорно, навистина овој пат одговорно, мораме да работиме на зачувување на работната сила, меѓутоа и подигнување на животниот стандард. Таа одговорност не е само на работодавачите, владата се вклучува, прави мерки, меѓутоа ќе видиме дали се доволни, и таа одговорност мора да ја споделиме исто така и со синдикатите, кои мора да влијат и мора да делуваат на работничките права и на состојбите во трудовата легислатива или во пазарот на трудот. Меѓутоа, генерално, кога станува збор, ако веќе е потребно и вакво сериозно мислење или конкретно, дека работодавачите ќе мора повеќе да платат, за да на крајот ги задржат своите вработени
и да влијат кон демографските случувања во Македонија, односно индиректното влијание на иселувањето на здрава работна сила во Македонија. Која е просечната плата која може да издржи стопанството според вас, имајќи ги во предвид оние податоци со кои пред некој период излезе Министерството за финансии, податоци за распределба на приходите. Таму имаше страшни показатели дека еден човек во текстилна компанија зема 70.000 евра месечна плата, додека просекот на стотици вработени во текстилна компанија е 200 евра. Значи, кој е реалниот просек кој стопанството може да го издржи во моментов со оглед на акумулираните средства кои ги има и претходно изминативе? Пред се акумулираните средства лежат во банките во Македонија и од граѓански влогови, меѓутоа исто така и компаниите имаат доволно средства и за обрт, и за нови инвестиции и така натаму. Единствената работа што е најважна во моментот е колку инвестициите работодавачите ќе ги насочат во зголемување на продуктивноста, намалување на трудоинтензивноста во одредени дејности и на тој начин ќе го зголемат задоволството и кај вработените, а исто така и нивото на платите. И тоа е една точка за која може да се разговара и за која ќе треба поширока дебата и пошироко знаење и поширок консензус банки, работодавачи, обврски кон платите и обврски кон даноците, оние кои се основни. Од друга страна, дали можат генерално стопанството да дојде до просекот, до просечната плата? 23.000. Тоа е дискутабилно затоа што, например, финансискиот сектор, осигурувањето, информатичките технологии бележат голем раст и големи приходи во однос на нивното работење и во однос на исплатените плати кон вработените. Меѓутоа имаме и трудоинтензивни дејности, текстил, земјоделие, градежништво и така натаму, кои ни оддалеку не ги исполнуваат условите, ниту пак ги задоволуваат потребите на вработените. И сега кога ги споредуваме дека едните и другите се дел од стопанството, ќе треба да најдеме некоја си средина, меѓутоа таа средина треба да биде поволна, така да кажеме, и затоа не сакам да бидам непопуларен, ќе ни треба помош, ќе ни треба соработка или ќе ни треба повторно државата и владата, меѓутоа ќе треба да најдеме нови начини, ново знаење за да можеме да ги подигнеме платите, бидејќи платите мора да ги подигнуваме врз основа на приходите, врз основа на економските активности. Оној концепт за кој сега велиме дека е добре дојден, меѓутоа ќе напоменам дека е краткорочно добре дојден, затоа што ќе стави или ќе воспостави лоши навики, а тоа да чекаме од државата, финансиската поддршка, државни субвенции и така натаму, дека тој концепт полека ќе треба да го напуштаме. Една работа се грантови за финансии и инвестиции, а друга работа е државна помош за финансии и инвестиции. Тотална различна работа која од една страна на едните како грантови може многу да им помогне за развој на економијата, а на другите да ги направи мрзливи и да на некој начин ги понесе, кога ќе престане таа државна помош, да ги понесе во неодржливост. Оваа мерка е само еден дел од третиот столб од планот за економски раст на владата, каде се уфатени мали, средни микропредпријатија кои сочинуваат 92% од стопанството. Колку верувате во сите тие мерки, очекувате ли конкретни ефекти за годинава од нив? Во различни датуми различно ќе се објават повиците, овој повик е сега во моментот и треба да видиме како ќе се однесуваат компаниите. Ние вчера забележавме дека компаниите се уште чувствуваат дека со самото аплицирање за финансиската помош или поддршка, дека ќе следува и контрола. Меѓутоа имаме цврсто ветување од премиерот дека контролата ќе се однесува само на спроведувањето на одредената активност, а не на целокупното работење на компанијата, и тоа мора да се знае и тоа мора да се објасни на компаниите дека не треба да очекуваат разни инспекции од различни полиња во економијата, а станува збор за финансиска помош за нивното работење. Така да мораме да јакнеме довербата и мораме во истата таа насока онаа комисија за спроведување и евалуација
на проектите дека ќе мора да биде многу конкретна и многу насочена само кон тоа што ќе контролира. Така ќе се создаде довербата. Од друга страна, добро е исто така и директорот на Фондот за иновативност и технолошки развој, господинот Деспотовски, дека најави дека ќе се формира стручен тим исклучиво од експерти, надворешни членови, а не членови на владата, што значи дека е дел од градењето на доверба и дел од градењето на исполнување на задачите, односно професионално спроведување, а не политичко спроведување на финансиската помош. И овие показатели треба да бидат доволен потик дека работодавачите ќе треба, односно се добредојдени да аплицираат. Исто така ние како Бизнис конфедерација подготвивме сет на помош, сет на пакети на услуги за да можат полесно да аплицираат компаниите и мислиме дека какви ефекти очекувате? Ефектите ги очекуваме дека ќе има голем дел на апликации претходно, а ефектите во економијата се подразбира дека при добивањето на таа државна помош или финансиска помош дека компаниите умно ќе ги реинвестираат тие средства за да можат да очекуваат уште поголем раст во следниот период.